координатор во Метаморфозис и уредник на порталот Вистиномер. Ви благодарам на присуството, фала многу што станавте и на третиот настан. Како што забележавте, на првите два настани немаше многу дискусија, да не кажам немаше воопшто дискусија, така што јас ги инструирав моите соговорници да бидат многу кратки и многу концентрирани, за да остане што е можно повеќе време за прашања, и тоа не само на оваа тема на која што сега ќе разговараме, туку ако сакате нешто да кажете што се однесува и на претходните, што би се однесувало на претходните два панели, ќе можете тоа да го сторите. Ние ќе гледаме никој да не говори подолго од 7 минути и да завршиме за 35 минути, за остатокот од времето да остане за прашања. Значи, темава се вика плагиаторство и лажните вести, закана за професионалното новинарство. Во суштина, главна точка на овој панел е да се запознаете со една иницијатива која што се спроведува во овој период и која се однесува на заштитата на авторските права на фоторепортерите. Значи, јас ќе дадам вовед и во рамките на воведот ќе ги представам моите гости. Значи, од моја лева страна веднаш е Наталија Миленкова. Наталија е адвокат, инаку е експерт за работни односи. Значи, ако сте некаде вработен и ако имате правен проблем со вашиот работодавец, или ако сте работодавец и имате проблем од правна природа со вашите вработени, Наталија е експерт кај кого што можете да се пријавите. И Наталија го води правниот, за помош се разбира, и Наталија го води правниот дел, правниот сегмент од оваа иницијатива, која што ја водат неколку фотографи во земјава. Еден од нив е Томислав Георгиев, кој седи веднаш до Наталија. Томислав е долгогодишен професионален фотограф и он ќе ви каже во своето излагање за што станува збор, каква е оваа акција за заштита на нивните авторски права, кои чекори ги преземаат, како се организирани, што мислат да направат. Тоа ќе го направи откако Наталија многу накусо ќе не запознае со легислативата во однос на заштитата на авторски права. Ништо нема долго тука да се зборува, само ќе се запознаеме со основните елементи и исто така со оглед на фактот што законот сега се менува. Наталија многу кратко исто ќе ни каже во која насока тој закон се менува кога станува збор за медиумите и како можеме да ги заштитиме авторските права, за медиумските, како медиумските работници можат да ги заштитат своите авторски права, како да се заштитат од плагиаторство. Звездан Георгиевски не му треба посебно представување, нашиот долгогодишен колега, новинар и колумнист, автор, овде е во својство на представник на самостојниот синдикат на новинарите од Македонија и тој исто од своја гледна точка и како представник на синдикатот ќе каже како се они вклучени во оваа иницијатива, кои се нивните ставови во однос на плагиаторството и ќе се обиде да ја спои таа точка меѓу плагиаторството и лажните вести и потоа да каже неколку зборови за состојбата со лажните вести и како синдикатот тука се справува со оваа појава. На крајот е нашиот колега Емир Зулејхич од Босна и Херцеговина. Емир е главен уредник на нашиот сестрински портал од Босна, кој се вика раскринкавање.ба. Значи, станува збор за портал кој е сличен на Вистиномер, но многу посличен на сервисот за проверка на факти во медиумите, кој исто така работеше во рамки на Фондацијата Метаморфозис и кој исто така јас го уредував, чија што цел беше да се занимава со вистинитоста и невистинитоста на вестите. Раскринкавање.ба е токму таков портал во Босна и Херцеговина и они го работат токму тоа, односно откривање на вистинитоста или невистинитоста кај вестите и тој ќе ни даде слика за тоа каква е состојбата со лажните вести на интернетот во Босна и Херцеговина.
Значи, за авторските права во Република Македонија, не знам, многу на сите ни е јасна каква е ситуацијата. Еве сега слушав за еден случај во Соединетите Американски држави баш пред 2 недели, кој стигнал дури до апелациониот суд, каде што Сдруженијето за заштита на животните побарало на индонезискиот мајмун од врстата макаки да му бидат заштитени авторските права затоа што кликнал копче на фотоапарат, откако некој фотограф тоа го наместил, и сега судот тоа стигнало, значи дури до апелација дали мајмунот има право на заштита на авторските права или нема. Судот оценил дека нема, затоа што не е човек, ама ете, дури и мајмун ете во некои развиени земји може да добие свој ден пред судовите. Инаку, јас би сакал само да искористам оваа прилика да кажам само пар точки и потоа ќе дадам збор на Наталија. Значи, мислам дека и во однос на плагиаторството, и во однос на лажните вести ние можеме многу да сторим. Значи, еве, сега гледаме како социјалните мрежи почнуваат да се освестуваат и оваа работа со лажните вести да ја сваќаат многу сериозно. Facebook сега ќе почне да рангира портали. Колку е тоа добро, колку е лошо, во секој случај е контроверзно, ама тоа рангирање ќе се однесува само за потребите на Facebook, значи нема да се однесува на целиот интернет. Исто така Facebook го намали присуството на интернет порталите, на медиумските интернет портали на својата социјална мрежа, токму ете за некако да се заштити таа од лажните вести. Деновиве се очекува, ако не се веќе објавени, станува збор за 3000 различни реклами кои руските тајни служби ги објавиле на социјалните мрежи, не на социјалните мрежи, на Facebook, во текот на изборите на САД. Значи, замислете, станува збор за 3000 различни реклами. Тоа се 3000 различни фотографии, видеа и демократите во Конгресот се сакаат тоа да се објави за да види американската јавност на што тоа личи. Ние знаеме колку беше страшна ситуацијата и на 27 април лани и пред тоа, особено неделата пред тоа, кога ги читавме сите тие вести дека, не знам, 1000 вооружени лица се на македонско-косовската граница, 2000 се вооружени на македонско-албанската граница, и се разбира тоа беа комплетно лажни вести, комплетно невистини, и тогаш свативме дека работата е отидена по ѓаволите. Но она што може да се направи овде, значи, мене ми е жал Игор што не е тука, значи, ние гледаме, значи, Игор на својот агрегатор има напишано, сега не знам дали таа белешка уште стои, дека мислам беше 70% од вестите што се на Time.mk се исти до 80%. Значи 70 на некои што се објавени претходно. Значи, можете замислите, тоа е од 3, значи повеќе од 2 се копија на некоја друга вест која што е објавена претходно. Јас не ја гледам сврхата на тоа. Мислам дека, значи, знаеме Time.mk како работи, кога ќе налета на исти или слични вести, ги става во кластер. И можете да имате во тој кластер 30 или 40 исти или слични вести. Не разбирам зошто има потреба истите вести, кои немаат никаква додадена вредност, да се ставаат воопшто на Time.mk. Значи, сигурно агрегаторот која ќе препознае дека некоја вест е иста со претходно објавена вест, може да не ја објави воопшто. Може, например, да се објави оригиналната вест и првите 2 препишувачи, ама останатите 27 препишувачи до 30, не разбирам зошто агрегаторите би ги објавувале. Стварно не ми е јасно. Инаку, уште само една многу кратка забелешка, и тука ќе завршам. Сакам само да го илустрирам абсурдот кога станува збор за лажните вести. Сите се сеќаваме на Велешкиот случај и Велешките сајтови со лажни вести и така натаму. И ситуацијата стана смешна
Значи, таа вестина која ја открија нашите колеги од Мета, Филип ја преведе на англиски јазик за еден портал кој се вика Global Voices и од таму светските медиуми стигна до неа. Повели. Добро, на некој американски. Да, ама добро, мислам, кога се објави на Global Voices, тогаш се случи експлозијата и верували или не, до ден денешен во Метаморфози се јавуваат странски новинари кои бараат да одат во Велес, кои бараат да им најдеме контакти и да ги испратиме во Велес. Што е проблемот? Зашто ова го кажувам? Значи, она што сакам да го кажам е дека во Велес никој не пишуваше лажни вести. Значи, никој не седеше во Велес да смислува и да пишува лажни вести. Значи, тие во Велес препишуваа лажни вести. Значи, тие вести беа објавени веќе на портали во САД и во Велес само се крадеа, само се препишуваа. Добро, може некој напишал нешто, ама да пишувате лажни вести за САД треба да ја знаете политичката сцена. Ситуацијата дојде до таму што авторите на лажните вести од Соединетите Американски држави реагираа кај Фејсбук да ги укинат, значи да се отстранат од Фејсбук велешките сајтови затоа што ги препишуваат. Значи гледате сега, некој што пишува лажни вести, се жали кај Фејсбук да се отстранат препишувачите на неговите лажни вести. Значи, тоа не знам од правна гледна точка колку тоа би било комплицирано, значи, еден, не знам што постапува неетички или дури и незаконски, што измислува лажни вести, бара друг некој да биде забранет зашто му ја препишал лажната вест. И во сета таа ситуација, градоначалникот на Велес за Financial Times објави дека е горд на неговите сограѓани, кои ете тоа го правеле. Дури директор на една национална терестријална комерцијална голема телевизија исто така рече дека е горд на неговите сонародници, зашто влијаеле врз изборите во САД, и побара дури ако може истото тоа да го направат и на изборите во Русија, кои туку што сега завршија. Но тоа се тие куриозитети кои сакав само да ви ги спомнам пред да продолжиме, а сега да се вратиме на авторските права. Наталија, повели. Благодарам. Значи, ова што сега накратко го илустриравте, особено со однесувањето на градоначалникот на Велес, покажува уствари кој е степенот на свесност за авторските права, степенот на свесност за авторските права кај нас во нашата земја. Видовме со примерот за мајмунот до кај се стигнати и заштита на авторските права во Америка и можеби вака само како една мала дигресија, ова што се обидуваат здруженијата да го направат е врз основа на член кој што го има дека и животните се свесни суштества. Значи се оди во некои многу повисоки начини на перцепција на нештата и поради тоа таму правата и повеќе функционираат него за жал овде. Јас сум повеќе експерт во работните спорови, како што каже, го застапувам синдикатот на новинарите и медиумските работници уште од 2010 година. Негде, меѓутоа, во следењето на работата и проблемите со кои што се соочуваат новинарите и медиумските работници, дојдовме до констатација дека потребна е заштита и на авторските права, како на новинарите, така и на фоторепортерите, затоа што во оваа сфера многу малку се почитуваат, скоро и ич, авторските права на новинарите и на медиумските работници и фоторепортерите. Кога започнавме со иницијативата, ова беше иницијатива колку да се даде поддршка и да се почне да се трасира патот за стриктно уредување на оваа сфера и едноставно да се запре со утврдената пракса кој што беше досега и кај што секој кога ќе има потреба
како ќе има потреба, ќе ги земе фотографиите на фотографите или пак текстовите на новинарите, без при тоа воопшто да имаат осет дека со тоа се кршат нечии права, се прави на некого штета и дури без да се има осет дека се навлегува и во сферата на кривичното законодавство, затоа што оваа материја е регулирана и со кривичниот законник. Врз основа на тоа и препознавање на овие проблеми кои што се случуваат кај нас, синдикатот реши да даде поддршка, значи не е тоа класично застапување како што застапуваме овде индивидуално се заштитуваат правата, меѓутоа дадена е поддршка на фоторепортерите да едноставно почне да се регулира оваа сфера. Кога утврдивме како оди повредата на правата, првично решивме да пуштиме опомени пред тужби, за да ги опоменеме сторителите на овие прекршувања, дека неовластено ги презимаат фотографиите, кои членови, кои закони ги прекршуваат со тоа, кои би можело да бидат санкциите, односно кои се предвидените санкции со законот за таквото однесување, и целта ни беше на еден начин да ставиме крај на ваквото однесување. Од некаде за 3 месеци се пуштени некаде 50 на опомени и склучени се негде 20% спогодби со кои што се обештетуваат фоторепортерите за повредите кои што ги имаат на нивните авторски права, се штитат моралните, се штитат материјалните права на фоторепортерите. И она што дава една вака надеж е што за овој период, период, постигнате релативен успех затоа што бројот на вакви неосновани презимања на фотографии е намален за некои 80%. Уште некои 20% се случува. Факт беше дека имаше и многу неедуцираност во овој дел, дека ваквите трибини и она што беше дебатирано во јавноста, по порталите, дека си направи исто своje влијание, односно почна минимум да при користење на одредена фотографија или текст се внимава и кој е автор и од кај се преземе, да се побера дозвола или да се најде начинот како легално да се купуваат фотографиите без да се нарушат авторските права на авторите. Во однос на заштитата нешто е поедноставно кај фотографиите, кај фоторепортерите, заради тоа што нели исто како и новинарските текстови, тие се штитат во моментот на настанување на делото, меѓутоа е многу полесно да се докаже авторот, затоа што и самиот апарат поседува метадата која што дава информации и за авторот и моментот кога е настаната фотографијата и сите оние потребни работи гледани од правен аспект за да се докаже авторството, за да се докаже оригиналноста на фотографијата и после лесно се докажува неовластеното превземање на истата. Додека пак и новинарските текстови, исто оно што можевме да го забележиме е дека новинарските текстови се презимаат без барање, нема дозвола од самиот автор, се презимаат копи-паст со се точки, запирки, сите грешки кои што се евентуално и печатни грешки, значи не се ни обидуваат нешто да сменат во тоа, него буквално ги презимаат. Новинарските текстови малце потешко иде во однос на заштитата, меѓутоа тоа е све индивидуално од случај до случај, доколку имаме преработување на новинарскиот текст,
Исто така не гледам дека има и отстапки од тоа докаде законот дозволува да се преземе дел од новинарски текст заради информирање, дека е дозволено преземање на извадоци од написи и слично за актуелни состојби од медиумите, но во обем кој што е неопходен само за информирање и под услов да биде наведен авторот и изворот од кој што се презема. И тука се оди во пречекорување на овие некои законски ограничувања кои што ги има во законот. Меѓутоа, мислам дека може да се трасира пат за едноставно соодветна заштита на овие права. Факт е дека и судската пракса е многу слаба со пресуди во оваа сфера, која што малце отежнува работата, меѓутоа постои, еве сега има скоро донесено пресуда исто за нарушување на авторски права на фотографија. Фотографија е преземена и објавена. Исто така сметам дека и висината на трошоците кои што се утврдени за овој тип на дела е малце превисоко поставена, па тука два пати се размислува пред да се тргне во акција со конкретни тужби. Колку фотографии застапувате сега? Негде 6 или 7, како бе? 6 или 7, но? Добро. Добро, фала, Наталија. Само сакам да ви упатам на една алатка, се вика, значи таа во рамките на Вистиномер ја направија колегите, значи од Метаморфозис, нашиот информатички тим, се вика Времеплов, времеплов.вистиномер.мк. Значи, станува збор за алатка каде што можете да споредите да видите дали некоја вест е ископирана, значи дали е реобјавена и да видите тоа реобјавување дали е украдена 100% или има некои преработки и софтверот ви покажува кои делови се различни, кои делови се преработени и на брзина можете да видите како уствари една вест се презема, како се краде од портал на портал. Значи ја гледате оригиналната, па потоа првото преземање, па дали некој ја презел 100% или нешто додал, не додал, па следната, па третата. И има многу ситуации ќе видите како луѓе се мачеле нешто да изменат некој зборче на неколку места за да не биде 100% исто. Ако ве интересира, погледнете. Добро. Томислав, значи, добро, кажи ни сега како се одлучивте на овој чекор. Знам дека имате и мрежа или фотоагенција во зачеток или активна, каде што можеме еве од вас да купиме фотографии. Ако не е деловна тајна, можеш и да ни кажеш какви се цените. Да. И какви се резултатите, значи кажи ми какви се искуствата од преземањето фотографии, од крадењето на твоите фотографии, кога едноставно ти прекипе и реши да побараш правна помош? Вака кратко хронолошки, ние на почеток во декември имавме пресконференција каде рековме, дававме дури некој период од месец дена на порталите, на вестниците, на њус агенциите да се коригираат дека ќе почнеме да тужиме за авторски права. Нели претходно беше режим и така натаму беа некакви други. Иако ова битка со авторски права имам почнато многу одамна, ќе ви дам еден пример. Пред 7 години град Скопје ми украде фотографии и се направи билборд, кој сите го користиме, мислеше дека има право за тоа. Значи институција како град Скопје и во тоа време претпоставам неќе публицитет, па се договоривме вон судски да платат, иако се заканува дека има 20 правници таму и дека во тие случаи ако тужам дека нема да добием и така натаму, значи извојав некоја битка. Продолжи со курири од типот на некои такви портали кои еклатантно кршеа крадење на авторски права и земаа фотографии. Имав деловно успех и на крајот нормално ме доби на кондиција како се деси тоа, сите адвокати кои беа ангажирани од типот на, да не споменувам имиња, ретирира на крајот на денот, пошто не гледа големата слика или некој клиент му беше побитен, некој му се јавуваше и
едноставно на пола пат некако се откажуваја и нормално јас ги немав ни ресурсите, ни времето, ни така натаму, за да, значи, стварно ме доби на кондиција. Кај нас, значи, после нова година почнавме со таа акција да даваме опомени пред тужба за вонсудско поравнување. Ти ме праша пред зошто 250 евра некоја сума која одредивме, таа е премногу мала за регионов. Ќе ви кажам, во Србија многу сме доцна уствари. Ние единствено Косово ги нема решено овие работи, ние сме последнава земја која пробуваме да ги решиме. Значи Србија, Хрватска одамна ги имат решено тие работи. Кај нив беше 1000 евра. Во Србија, на пример, ова исто што бараме поравнување со 250 евра, беше 1000 евра пред 5-6 години. Не, чекай, што е 1000 евра? Цена на фотографија? Вон судско поравнување во врска со со повреда на авторски права, за да не стигне случајот до суд. Моралните и материјалните права кои што се штитат, обештетување за истите. Да, ама тоа ми личи како да е некако видна казна, мислам. Па е видна казна, пошто имаше некои луѓе не им беше јасно како зошто 250 евра многу е скапо, зошто не е 500 денари. Ако е така, онда ние не продаваме фотографија. Таа може да би била без пари ако се јавил некој да побара право да искористи таа фотографија. 250 евра, ние тие пари не ги заработуваме. Дел од нас ги донираме на, не знам, на невладина организација од типот на деца со посебни потреби. Не е ни идејата да, дури и вашата организација имаше повреда на авторските права. Не знам, девојка со порталот Порталаб исто така имаше опомени за тужби кои имено Владе, јас добивам, има некој сајт кој се вика Infomax, сум го разговарал тоа со таа уредничка, таму ми беше чудно како после толку време со луѓе кои ги мислев дека се сад да не спомнувам име, истото мислење го имаат. Од типот сега ќе ви кажам пример, ние таа фотографија најдовме на профилот на Замир Мехмети. И викам, па таму не беше подпишана, вика. Значи тој е зел искористил на Facebook на кај Замир Мехмети си некоја фотографија. И пошто не била подпишена, тие мислеле дека имаат право да ја користат. И многу едноставно, ако не сте ја платили, немате право да ја користите. Не знаете на која е фотографијата. Можда и не, и ќе ви кажам, можда не и на тој автор кој е поставил. Значи можда на седмо некој лице. Прошлата недела имаше King's Day на холандска амбасада, како мал куриозитет во Моветов, и се случува конкурс за фотографија. Ќе ви кажам до кај сме со перцепцијата на авторските права во принцип. Беше аматерски, иако може и професионалци да конкурираат, на тема Холандија и Македонија некакви перспективи. Во главна награда беше точак од 500 евра и така натаму, и се аплицираат луѓе со фотографии. И независна комисија ги жирира и добива некој прва награда. Можда и некој од вас бевте на приемот и прва награда добива некој. Во моментот кога, пошто му бараат на авторот да ја прати во висока резолуција за да ја испринтат, пошто правеа изложба, треба резолуција на таа фотографија, и праќа во висока резолуција. За на крајот ретирира кога му дава тоа личе подпиши дека негова слика сите авторски права и морални дека ги поседува, и испаја дека човекот кој амплицира не е негова фотографијата, него на добар другар негов. Тој е на фотографијата, ме разбирате? Значи, фотографијата која добива е еден велосипедист на точак. Човекот кој е на фотографијата, кради фотографијата и аплицира во своје име за награда, која добива прва награда, на крај му е бара на авторот во висока резолуција, не знам со кој оправдување, дај ми ја да ја имам као за дома, па аплицира и на крајот ретирира кога треба подпише нешто. Значи, ме разбирате? На крајот стварно го доби точакот авторот на фотографијата после, ама ви кажувам за конкурс, значи што се деси прошла година. Како можеме сега легално да ги купиме вашите фотографии? Кажете ни за таа иницијатива, агенција, кои се е таму, колку фотографии, каде е тоа на интернет, како можеме да ги прегледаме, како функционира тоа? Само брзо те молам. Имаме обид како стартап, формиравме некоја агенција која има амбиција да прерасне во ньюс фото агенција. Значи немаме амбиција да сме информативна во врска со текстови, него само фотографија, можда и видеа во некој подоцнешен период.
Во принцип имаме најдено фотографии од цела Македонија, не знам, имаме од Струмица, од Битола, од Тетово, значи да користиме информации и вести од типот сакаме, например имаше поплави во Охрид и користиме фотографии од мобилен телефон кои вршат работа, ама ме разбирате, малце е многу подруга фотографијата направена од професионалец. Се некои 12 луѓе кои учествуваат таму и идејата да понудиме нешто што на порталиве нема да име скапо. Значи има некој основен пакет, ме прашавте за цена, е 5000 денари, што е смешно. Истиот пакет во Хрватска е 800 евра, а во Србија е отприлика 600 евра. Месечно? Месечно, да, тоа е на база на да добивате 100 кредити, во кои во принцип во превод имате 100 фотографии кои вредат 1 кредит, ама ексклузивната фотографија вреди да речеме 5 кредити. Значи имате вие да искористите 100 кредити со тој основен пакет. И идејата ние веќе да имаме автентични фотографии. Не, јас се сеќавам дека зимава не трнав на пат, пошто тие портали такви One Man Radio што ги викаме јас, видов негова фотографија, што мислев дека на стража со снег неверојатен, а после гуглав од Канада фотографија, дека што имате снег неверојатно, јас не трнав за мислев дека е блокирано комплетно. Добро, фала Томислав. Само многу кратко, значи Томислав не говореше за авторските права на домашните фотографии. Арно, ама како што сите познато, порталите преземаат фотографии од странство, преземаат фотографии од цел свет. Сега немам тука многу време да објаснувам, само кратко ќе го кажам случајот за Getty Images против T-портал од Загреб. Значи, првиот ден, буквално, ние бевме на еден семинар каде што имаше колега од T-портал кој ни кажа првиот ден откако Хрватска влезе во Европска Унија, откако стана членка на Европска Унија, до T-портал, односно до Хрватскиот Телеком, кој е собственик на T-портал, стигна тужба од Getty Images. И тоа, добро, овде за една фотографија, сега тоа мене не ми е познато баш, овдека станувало збор, значи тужбата била за 144 фотографии и станувало збор за десетици, може и 100.000 евра, може и поише сега, не сум баш најсигурен. Во секој случај и Хрватски Телеком тие пари морал да ги плати и тука имало вонсудски договор, морал да се согласи на 2-годишна предплата на сервисот на Getty Images, кој е многу скап. Во секој случај, ако сте заинтересирани, погледајте. Звездан, добро, кажи ни каде е синдикатот во сета оваа приказка со авторскиве права и со оваа иницијатива и пошироко со лажниве вести. Што правиме со овој проблем со лажниве вести пред се на интернет? Сега на почеток да кажам дека јас сум слободен новинар, што значи дека авторските права за мене се од животна важност. Живеам од нив. Значи, авторското право е темелно право на ниво на право на живот. Кој од вас се сретал со извршител, знае дека извршителот може да му земе стан, куќа, кола, се што има, не може да му ги земе авторските права. Тие се неприкосновени секаде во светот. Под автори се подразбира се, од дизајн на маса, изработка на маса, на чаша, се. Само не се подразбира новинарски труд. Фоторепортерите, да кажеме, се со закон заштитени. Во законот за авторски права фотографија е авторско дело. Новински текст не е авторски текст. Јас кога почнав да работам како слободен новинар, мојата колумна ја преземаа повеќе медиуми. Нормално, без никој нити да ми соопшти дека ќе ја преземе колумната. Тоа што распрашав околу заштита на моите авторски права, излезе дека медиумот што прв ми објавил колумната ги има моите авторски права 5 години. И дека медиумот што го презема од тој медиум се договараат медиуми и дека јас немам никакво право на мојот текст. Значи медиумот може да објави книга од мои колумни, да кажеме, а јас да не добијам никаков авторски хонорар. Може да ги менува моите колумни, може да ги крати, може да ги пусти и да не ме праша. Првиот мора да има договор со тебе, како? Тој првиот мора да има договор со... Па таму тој договор можеш да специфицираш дека не смее да ја препродава. Меѓутоа, јас да кажем, ако сакам да заштитам, рецимо,
Има еден куп новинари што работат слободно. А ако не се преземе мојата колумна без прашање, како да кажам, тогаш некој друг новинар ќе добие шанса да добие некој хонорар во тој медиум, кој го пополнил просторот. Да земеме на пример. Што се случува ако, да кажеме, тој медиум што го пренесува Зvezdan Гергиевски добие реклама точно ради тоа што го пренесува Zvezdan Гергиевски, или па еве го зголеми за некој број читано на тиражот, да кажеме, или кликаноста, или гледањето, што добиам јас со тоа? Значи, ме разбираш, сега кога подпишувам договори, барам, а не ми успева, барам од редакцијата да подпишам ексклузивен договор. Кај што во договорот ќе биде наведено дека јас забранувам редакцијата да го даде или отстапи мојот текст, за да можам да тужам. И не ми успева. Редакциите велат, отприлике, не мора ти да пишеш за нас, ако бараш ексклузивитет. Редакциите има договор меѓу себе да се пополнуваат, да менуваат, да се додаваат, а јас немам, значи, како автор, никакво влијание во тоа. Автор е, да кажеме, техничко уредување на весник. Автор е снимка, автор е монтажа, автор е фотографија. Само јас не сум автор. Разбираш? Меѓутоа, тоа е првиот видлив проблем, институционалниот, значи законски. Јас немам заштита пред закон. Меѓутоа, вториот проблем е економскиот, девастираното, она е као синдикат, значи девастираното новинарство. Редакциите се насочени неолиберално, врзани до центри на моќ и размислуваат по некоја неолиберална логика во смисла со што помалку пари да се добие поголем ќар. Струја мора да се плати, компјутер мора да се има, простор мора да се има, само новинар не мора да се има. Значи, заштедата е на новинарскиот труд. И тоа што ајдеме до тоа, copy-paste. Да кажем, значи, еден, или што зборевме за десктоп новинарство, или за претходните говорници, за еден човек, еден портал. Значи, се бара некаков квантитет, се бара некаква кликаност, се бара брзина. И тогаш е тоа copy-paste. Од copy-paste до лажна вест е многу мал чекорот. И уште ако сватите дека лажните вести може да бидат и многу комерцијални, дека може да заработите добро на лажни вести, не е велишкиот случај, тоа зашто не седнете и не измислувате лажни вести. Меѓутоа, мене, значи, оваа хистерија светска против лажните вести, например, мене не ми е, како да кажам, не го гледам тоа колку толку страшен бауч. Значи, добро информирана јавност е секако овој услов за демократија. Ама не е единствен услов. Значи, нам ни требаат прво демократски институции и демократизирани институции, судство, правна заштита и така натаму. Ни треба поинаква економска логика на медиумскиот пазар, бидејќи ова мал пазар, гледаме како се парцелизирани или како се, што ја знам, уситнети сите медиуми се, значи, секому му изгледа наједноставно да отвори некој сајт и да глуми новинарство или нешто. Значи, да кажеме, сега пишував некој текст баш за синдикатот на оваа тема, па наведов фактот на изјавата на Марија Антоанета, што не јадат колачи, кога ја рекле, нели, дека немаат луѓето за леп. Значи, тоа е изјава на излезена од Жан-Жак Русо, од неговите исповеди, 1-2-3 години после револуцијата и после убиството, да кажем, или смртната казна врз Марија Антоанета. Сакам да кажам, тоа е една од најпознатите лажни вести. Меѓутоа, француската револуција не почнала ради лажната вест, него затоа што луѓето немале леп да јадат. Жан-Жак Русо никој не го става на столбот на срамот, да кажеме, затоа што измислил лажна вест. Сега да кажам, мене не ми изгледаат баш толку опасни
и толку важни лажните вести. Имате, например, радиодрамата на Орсон Велс, или Војна на световите. Наводно е направена голема паника меѓу луѓето, не знам, сообраќајни несреќи, не знам, инфаркти, не знам што све не. Од денес се знае дека буквално ниту еден човек нема излезено на улица по повод таа драма, дека у суштина е многу малку слушана, а дека вистинската лажна вест е всушност паниката, производството на паника и моралното хистеризирање на весниците кои го пречекуваат радиото како нов медиум и како директна негова конкуренција. Ова што сега се прави со интернетот, значи ова што се прави со интернетот многу ме потсеќа на тоа што тогаш се правило со радиото. И радиото се појавува како медиум, се рекламира како хипердемократски медиум, како глас на секој човек, истото што денес се случува со интернетот. Значи, тоа е поинтата. Не знам сега веста дека папата го поддржал Трамп, во Америка ја видоа 9 милиони луѓе, не знам, а Трамп победи со 80.000 гласови во само 3 сојузни држави. Не знам. Добро, Емире, каква е состојбата во Босна? Еве овдека слушнавме многу за лажните вести во Македонија, дај ни ја перспективата во Босна, значи што се случува таму на овој план? Hvala Vladimire, dobar dan. Rasvinkavanje, dakle, kao što smo rekli, jedan analitički portal koji ne proizvodi vijesti, nego se bavi analizom medija, analizom stvari koje mediji objavljuju. To nije samo obični fact-checking, da provjeravamo činjenice, tu je i izvještavanje o načinu na koji novinari rade, dakle, kako postoji 15 ocjena koji koristimo za ocjenjivanje medijskih izvještaja i to nije samo lažna vijest, to može biti sve pa čak i do clickbaita i do pristrasnog izvještavanja gdje želimo naglasiti da postoji situacije gdje je sve potpuno faktuelno tačno, ali to nije dobar i kvalitetan način izvještavanja, jednostavno se izvinjavam. Da. Dakle, situacija u Bosni i Hercegovini je takva da je najveći problem to što ne postoje legislative, ne postoje zakoni. Vi kada pogledate zakone Bosne i Hercegovine dolazite do zaključka da mi nemamo internet. Jer jednostavno ni jedan jedini zakon ne sadrži riječ internet u Bosni i Hercegovini. Šta to znači? To znači prvo od autorskih prava, pa onda do vlasništva medija, potpuno je cijela situacija neregulirana. Zašto to stvara problem? Prvenstveno zbog kreiranja lažnih vijesti, odnosno nanošenja štete putem informisanja gdje ne možemo znati ko je objavio nešto. Ukoliko želimo pokrenuti sudski proces, ukoliko neki portal ukrade fotografiju i mi želimo pokrenuti tužbu, to je nemoguće uraditi. Zašto? Zato što ne znamo ko je objavio tu fotografiju, ko je vlasnik tog portala. Impresum je riječ za koju 99% portala i novinara u Bosni i Hercegovini ne znaš. Vjerovatno znaju šta znači impresum, ali ne zna se ko je vlasnik, ne zna se ko su novinari koji tamo piše, ne zna se ko finansira taj meni, odakle dolazi novac, da li od države, da li od privatnika, da li od političke stranke. Dakle, jedan potpuni mrak kada govorimo o informacijama, o tome ko to objavljuje nešto na portalima. Mi smo primijetili, pomenuli smo ove one man show portale, mi smo primijetili također da postoji izuzetno veliki broj takvih, čak smo došli do informacije da postoji jedan čovjek koji na svom imenu ima javno vidljivih registrovanih 93 portala. Jedan čovjek, 93 portala. Kako je to moguće? Naravno da nije. To je sve kršenje autorskih prava, nepotpisivanje tuđih tekstova koji se prenosi. Tu smo primijetili još jedan zanimljiv fenomen gdje dolazimo i do lažnih vijesti kod autorskih prava. Dakle, ljudi izmišljaju autore vijesti, lažno potpišu članak ili lažno potpišu fotografiju i kada mi tražimo za izvor, kada tražimo izvor kako bi analizirali šta je u pitanju, vidimo da ne postoji na tom portalu takav članak. Dakle, postoji i laganja o tome ko je zapravo autor ili teksta ili fotografije, potpuno isto. Ono što smo mi primijetili kao najveći problem u Bosni i Hercegovini, pored toga što ne znamo ko finansira, odnosno ko vodi te portale,
jest ta uvezanost sa Facebookom, odnosno ponovo društvena mreža. Primijetili smo, mi smo ih nazvali farme portala i tu postoji, jedan je slučajeva 93 portala, ali mnogo je takvih koji imaju po 20, 30, 50 i Facebook stranica i portala. I onda u kombinaciji toga dnevno dolaze do pola miliona, 2 miliona klikova, izrađuje ogroman novac. I tu dolazimo do toga zašto to postoji. Mi smo primijetili dva razloga, čisto ekonomski i čisto politički, koji su potpuno suprotni. Ovi koji to rade iz ekonomskih razloga, njih ne zanima šta tamo piše, zanima ih samo da dobiju što više klikova. Ovi koji propagiraju propagandu, ne zanima ih novac, zanima ih samo ono što tamo piše. Dakle, na dva potpuno različita načina funkcionisanja opet prave podjednako štete jedni i drugi. Kada pričamo o autorskim pravima, jedan zanimljiv slučaj smo imali baš nedavno, gdje možda ste čuli da su u Bosni i Hercegovini 2014. bili veliki protesti i nedavno, prije par mjeseci, su bili novi protesti ratnih veterana u Sarajevu. Iskorištena je fotografija iz 2014. gdje je predstavljeno, napravljen je članak i rečeno je evo ratne veterane, policija tuče, baca u rijeku. Međutim, ništa od toga nije bilo istinita, nije bilo apsolutno nikakvih fizičkih kontakta na toga dana tu. Međutim, preko 20-30 portala je prenijelo tu vijest. Ljudi su masovno komentarisali i dijelili to po Facebooku. Jednostavno se stvorila jedna potpuno negativna slika o tim protestima, upravo zbog lažnog korištenja jedne fotografije. I mislim da kada pričamo konkretno o Bosni i Hercegovini, ono što mi trebamo uraditi je prije svega to vlasništvo, jer bez vlasništva ne možemo pričati ni o autorskim pravima. Kako fotografije, tako ni novinskog teksta, jer kao što sam rekao, ne možemo znati koga je objavio. Kada pričamo o javnim servisima, kod nas je to, kako nam je država malo komplikovanija od ostalih, tako nam je ta medijska scena komplikovanija. Imamo agenciju koja se bavi provjerom radija i televizija. Međutim, ne postoji niko ko kontroliše niti internet, niti štampane medije u Bosni i Hercegovini. Dakle, potpuna deregulacija kao na internetu, tako i u štampanim medijima. Postoji vijeće za štampu ili vijeće za tisak koje je samo regulacijsko tijelo, ali ono nema nikakav mandat. Ono može samo fino da zamoli nekoga da ukloni lažnu vijest ili govor mržnje ili bilo koji drugi oblik kršenja pravila medijske, odnosno novinarske profesije, međutim nemaju mandat da ikome narede da nešto obriše, da se izvine, da objavi demanti ili bilo šta drugo. Dakle, tu dolazimo do toga da jednostavno niko se ne bavi medijima u Bosni i Hercegovini. Mi smo pokrenuli ovo prije nekih pola godine i zaista imamo ogroman posao pred sobom. Postoji još nekoliko inicijativa koje se bave na sličan način, ali niko se ne bavi kompletnom čistom analizom medijskog izvještavanja. Čekaj da te pitam, a kako ti portali imaju 50 Facebook stranica? Mislim, jer ako ti spodeliš, ako klikneš share jedna vest, recimo, i spodeliš je na Facebooku više od 6 puta, 7. put već Facebook ne objavljuje to. Tako da šta oni šeruju na tim 50 stranica? Imaju različite stare vesti. Evo jedan primjer koji smo imali svjež. Zaboravim se kako se zove tačno ime portala, ali bitne su Facebook stranice sa kojima funkcioniše. Facebook stranica koja i dalje je povezana sa tim portalom su nazivi Golf 2, podrška nekim glumcima, vicevi, kuhanje, recepti, to su nazivi Facebook stranica. Ali na tim Facebook stranicama ne postoji ništa ni o receptima, ni o bilo čemu, nego su to samo dijeljenje linkova tog portala koji je napravio tu stranicu. Nisam siguran za tu blokadu od strane Facebooka u smislu dijeljena, ali oni jednostavno funkcionišu tako, šire na različitim stranicama iste linkove. Šta se dobija time, mislim, ko bi kliknuo like na neku stranicu koja je o kuvanju, a nema ništa o kuvanju na toj stranici? Znate kako šta je tu Pa ja imam jedno djelomično objašnjenje, volim to povezati i sa zašto imamo lošu demokratiju, zato što ne znamo šta je demokratija. Prešli smo iz jednog režima, neko nas je probudio i rekao danas živite u demokratiji. Ista stvar je sa internetom. Moja mama ne zna šta je internet. Moja mama ne zna šta znači impresum, ne zna šta je domena, šta je whois podatak, šta je vlasništvo, šta je server hosting. Ona kad vidi nešto što se zove kuhanje, lajkaću, možda će biti nekad dobar recept. Neće otvoriti to da vidi šta se tamo dešava. Ja to volim povezati sa automobilom. Prije, kad su automobili, i dan danas, šta moramo sve uraditi da bi mogli voziti automobil? Moramo platiti, proći teoretsku obuku, časove vožnje, izaći pred komisiju, zadovoljiti kriterije i tek onda sjesti u auto.
A sa internetom, ko pristupa internetu i kako? Bilo ko ima internet konekciju, bez da išta zna o tome. Mislim da je nepismenost, kako generalna nepismenost, a pogotovo informatička nepismenost, osnovni razlog za cijelu ovu situaciju. Kako o lažnim vijestima, tako i o autorskim pravima. Jer vraćam se na svoju mamu. Ona vjerovatno ne zna baš u potpunosti ni šta znači autorsko pravo fotografije. I bez edukacije širih masa i bez edukacije stanovništva mislim da je, da, vrijedi pričati o zakonima i institucionalnim mjerama, ali mislim da je edukacija stanovništva osnova na kojoj se treba raditi. Jer kao što sam pomenuo, neko ko dobije neke generacije koje do prije 10 godina nisu imale pristup ni internetu ni bilo čemu, odjednom imaju i laptop, i računar, i mobitel, i pristup internetu, i 3G, i apsolutno sve, bez da znaju kako to funkcioniše, jer nekako to nam, šala da stariji ljudi kad, kako je to istinito? Pa piše na internetu. To je relevantno da je nešto istinito, piše na internetu. Dobro, Zbog te hvala. needuciranosti. Hvala, Emire. Времево пак не прекази некако, иако гледа Фида. Пазам и да прекинувам. Добро, повелете. Геро, повели. Имаме ли микрофони овдека? Не бе, 37 минути што. Не, се шегувам. Владо, како модератор, сакам да ставам акцент на ова што го кажа последниот говорник тука. И често го спомнувам тоа, ние во Македонија имаме една, посебно во полето на интернет медиумите, за тие зборуваме сега, една ненормална ситуација, слична како во Босна. Значи, интернет медиумите во Македонија не постојат. Законот не познава интернет медиуми. Законот зборува за медиуми, зборува за електронски публикации, бидејќи бев вклучен во дебатите околу донесувањето на законот, тие се дефинираа како електронските изданија на тогашните традиционални медиуми. Телевизии, радија, вестници и така натаму. Значи, интернет медиумите не постојат, тие се не медиуми, интернет новинари не постојат, тие се не новинари. И во еден голем дел од интернет медиумите во Македонија, порталите, немате никаков податок за тоа кој е издавач, исто како и во Босна. Нема ништо, нема импресум, не постои. Живо ме интересира како например, ги тужите за фотографии. Ја поддржам иницијативата и сум тотално беневолентен, бидејќи за среќа до сега немам ни опомена, и се надевам дека нема да има и понатаму. Значи, тоа е клучниот проблем. Мора да се обезбеди минимално ниво на регулација во законот, да се дефинираат медиумите, да се каже дека интернет медиум мора да има импресум, мора да има собственик, мора да има уредник, мора да има адреса и толку. И уште можеби една-две битни работи. Тоа го немате и после како ќе го тужите за било какви авторски права. Како Звездан ќе склучи договор со Призма порталот, кога тој не постои, како правен законот не го познава како елемент. Тоа е нешто што не постои и така натаму. Инаку, сакам да прокоментирам и за ова со фотографиите, ја поддржувам иницијатива, знам колку е тешко да се биде фотограф, у фамилија имам да речем, и меѓутоа мора да инсистирате, Томислав, на тоа дека прашањето на некој да купува фотографии од ваша агенција, од друга агенција и така натаму е прашање на ресурси. Во овој момент, оваа гама на портали, која ако се донесе некаков нормална закон ќе се скрати за 70%, нема да можат да декларираат ни собственост, ни уредници и така натаму, се во една скромна позиција, тоа е прашање на ресурси. Ве советувам, кога ќе заврши овој процес на тужења, опомени и така натаму, кога ќе ги добиете сите своји сатисфакции на суд и така натаму, ве советувам да сериозно поразговарате со странските фондации, затоа спомнав институционална помош, бидејќи морате да бидете крајно капацитетни да навистина направите агенција, 1, 2, 3, 5, не знам, кои ќе бидат капацитетни да навистина да понудат квалитетна фотографија од секаде. Не ме интересира фотографија од градот Струмица, не ме интересира фотографија од центарот на Скопје, фала, го плаќаме мија и така натаму. Не сум заинтересиран за
генерално за да вие ми обезбедите мене фотографија од, да речеме, светот, го плаќаме интернет сервисот ЕПА, нели, кој свативме дека е поприлично пристапен како еден од водечките, нели, е во светот. Значи, се е ствар на ресурси, тоа треба се плати, но треба се добие и квалитет. Не може да има четворица мртви во Несеке, во Круше, на 20 км од Охрид да нема фотографија. Сите позначени сообраќајни несреќи, сите поголеми трагедии и така натаму што се случи, практично поминаа без фотографија од моментот на настан. Што ќе плаќаме тогаш? Ќе плаќаме споменикот на Александар Македонски сликан 5000 пати? Не. Не сте вие виновни. Од друга страна, па ви ги знам вашите проблеми. Постојат здруженија, постојат фондации кои можат тоа да го платат. Имавме дури ние до Американска амбасада на времето еден наш така проект да се направи една агенција со 0 добивка за Плусинфо, а со 100% добивка за фотографите, за да ги навикнат порталите да почнат да купуваат фотографии. Проектот не пројде. Не ни успева, нема ни се, веќе не ни пишуваме никакви проекти, тоа мислам дека таму е губење време, но може би вас ќе ви успее. Побарете да ги засилите вашите ресурси да почнете да добиете квалитет. Извездан само еден коментар околу тоа, апсолутно е звездан во право, но, како да кажам, има и друга страна на медалот. Конкретно, например, кога стануваше збор за колумните на колумнистите од Призма, кај што имаше една фина екипа, се уште тоа една солидна екипа и така натаму, Владо правилно забележа, те прашање на договарање меѓу Звездан и издавачот. Ние никогаш не сме се договарале со издавачот, секогаш сме се договарале персонално со луѓето што пишуваат таму. Нели, вестник нему е конкуренција на портал, но знам дека и многу портали ги преземаа. И сега, во еден момент се случи една безсмислена од незнаење, да речем, тоа е незнаење одлука на порталот Призма, вели, сите содржини може да се преземаат до 30%. Океј, ги преземе до 30% сите содржини, освен колумните. Кога се јавија луѓето, Сашо Коланов се јави, абе зашо не преземате? Па која ти не земе? Горнава, среднава, долнава? Тоа не иде така просто, тоа мора да се најдат посериозни начини. Ние имаме колумнист во Слободен печат, кој го плаќаме, единствен колумнист кој ние го плаќаме, мислиме солидно за наши прилики, не толку солидно кој што плаќаат некои други, ама за нашите услови солидно. Во сабота излегува неговата колумна, тој секој сабајле уредно ќе стане у 7 сат пред сите, ние уште спиеме утепани, кога ќе се разбудиме на Фејсбук, ќе читаме колумната негова објавена и после објавуваат сите комплетно и така натаму. И тоа не може така. Мора да се најде некакви посериозни, како да кажам, модели кои сега на заштита и на авторите, но и на заштита на тие што ќе ги плаќаат авторите во иднината време. Добро, Геро, фала. Некој друг прашање, коментар? Повелете, представете се само, ве молам. Здраво, јас сум Новица од Слободен Софтвер Македонија. Имам две прашања, едно за господјата адвокат и едно за било кој што сака да одговори во врска со лажните вести. Прво ме интересира како го согласувате ова цело тужење во врска со фотографијот настани во однос на член 16.3 од Законот за авторски права и сродното право, кај што вели дневните и други вести кои имаат карактер на медиумски информации, едноставни факти и податоци не се сметаат како авторско дело во смисла на овој закон. И тоа што ме интересира е сега како, да речеме, колешката тука ме фотографира мене, како е различно напишана вест, Новица постави прашање на 25 години фондација Сорос во однос на фотографија кај што се гледа дека Новица постави прашање, како тоа различно во законот и како дали тука навистина има простор за тужби и така натаму, или пак можеби кога станува збор за фотографско дело во смисла на Законот за авторски права и нели авторско дело, станува збор за фотографии кои што се некакви поинакви, а не медиумски вакви обични факти како што вели законот. И второ и пократко ме интересира дали имате мислење дали во Македонија во овој процес на рушење на режимот што беше изминатите години имаше лажни вести кои помогнаа да се сруши режимот. Фала. Може да ни кажете на што поконкретно мислите се? Дали имаше лажни вести? На што мислите? Поставам прашање. Добро. Мислам, во контекст на тоа што господинот Звездан кажа дека никој не му замерил на Русо што имал лажна вест, дали имаше некој
такви лажни во однос на Антонета, дали имаше такви лажни вести кои што дали ви е познато, може би некој знае? Фала. Добро, фала. Во однос на овој член кој што ми го читавте, воопшто не се однесува на фотографиите, затоа што се однесува на дневни и други вести кои имаат карактер на обични медиумски информации, а фотографијата како обична медиумска информација, како ја толкувате? Не. Значи, ако имаме од некои масовни несреќи, некои такви фотографии, тогаш познава дистинкција да може да биде употребена со цел информирање на јавноста, но не остварување на профит од истото и за комерцијални цели. Значи, законот си прави дистинкции, све во зависност од конкретните ситуации. И ова Звездан што го збореше, и кај него има дистинкции. Например, кога ќе одземете материјалните права, кога ќе се одземат доколку делото настанало во работен процес, не е исклучено со став 3 дека авторот има право на надомест за изнајмување понатака на делото. Каде е проблемот во Македонија визави другиве? Ние сме континентален систем, имаме и аглосаксонски. Во аглосаксонското право, они претежно се темелат на дорегулирање на овие директиви на Европска Унија, кои што ние ги имплементираме во нашите законски текстови, меѓутоа ги дорегулираат со договори измеѓу себе, двете страни, кои што ги поедноставува нештата. Кај нас немаме култура на регулирање меѓусебно, на договарање на нештата и остануваат ваквите прашања, како проблемите кои што ги имал Звездан, да висат. Не дека не може, може и се регулираат. И во однос мислам, во однос на тоа за фотографиите, овде коментарите, ја што ги читав на законот, повеќе се однесуваат на новинарските текстови и нигде не пишува дека 30% треба да се земе, него вели само информациите кои што служат за информирање на јавноста. Како ставовите во однос на тие информации ќе влезат во тие 30%? Да, не велам дека вие сте рекле, него јас само како тоа поставено и како тоа се интерпретира е многу различито во примената на правото и на законите. Добро. Значи, ќе треба да побарате од авторот. Он мисли дека не е специфицирано, затоа што и текстот и фотографијата шири информации. Сега не знам, тука ни треба од парламентот сега толкување на законот. Сега тоа парламентот треба или судот, не знам. Само малку. Да, и пута. Има веќе пракса, пошто постои верување дека го е на Твитер, постои верување кој е на Твитер и на Фејсбук, дури за вакви работи, како што се елементарни, имат дел од законот кој за елементарни непогоди, можете да искористите фотографија пошто е за повисока цел, нели, за известување на луѓето. Од 2010-та тој земјотресот го се сеќавате во Хаити, на фотографот кој направил, Девид Морел се викаше, таа фотографија, истото го помислили на France Press и Getty Images. И одма е твитнали и ја препродале фактички. Истото и мене ми се дешава со нашите фотографии, имаме новински агенции кои ја користат фотографијата, имат претплатници, значи мојата плюс уште едно дело прават, препродаваат украдено нешто. Кај што крати не го препродаваат тоа. Тие платиле 1,2 милиони долари во врска со тоа. Иако во тоа време правилата на Твитер и на Фејсбук беа малце различни, според нив не биле, сега се концизни на Фејсбук и на Твитер. Ако ги прочитате, ако ги преведите, значи немате право за комерцијална употреба на фотографија, без разлика каква е да е нај, не знам, бенигната плочките да се фотографија од дневно известување. Мислам, тоа е така. Добро, јас не знам, може би за вториот дел од прашањево,
Значи, во времето на режимот на Груевски, јас бев уредник на сервисот за проверка на факти во медиумите. Ние проверувавме вистинитост на вести. Имаме во тој период од 4-5 години над 4000 рецензии на вести. И се разбира, таму има рецензии на вести од сите портали. Мислам, има далеку повеќе рецензии на вести од порталите кои беа блиски до режимот, затоа што тие ширеа далеку повеќе лажни вести. И сега тука и треба да се има разграничување, значи со оваа новава терминологија каде што пропагандата, мислам, се ја нарекуваме лажна вест. Значи, под лажна вест овде подразбираме свесно ширење на лажни вести. Значи, од друга страна имавме ситуации кај тогашните опозицијски медиуми да едноставно направат грешка. Например, вие ќе се сетите таков случај, тогаш пропагандистите на власта крај огромна паника се појави една вест дека во текот на настаните на Куманово полицијата убило некое семејство. Цело семејство дека убило, и таа вест испадна дека е неточна. Арнама таа беше објавена на многу сериозни портали на Косово и во Албанија. На серија портали во Косово и во Албанија, дури и национални портали ја пренесоа, велам, во Косово и Албанија, и таа вест ја пренесоа тогашните опозицијски медиуми во Македонија. Ама тоа не беше со цел намерно да излажат, значи не беше намерата се ај ќе објавиме за да излажеме, за да изманипулираме. Едноставно во тој случај стануваше збор за новинарска грешка, за непроверена информација. Добро, има, повелете. Само кратко ве молам, ова е последно прашање. Зошто да е последно, има една жена таму, видов? Добро, значи, вака сега првото прашање ми е за, се извинувам, Игор Поптрајков, превртена пирамида. Значи, првото прашање ми се однесува за господјата Наталија Миленковска. Значи, вака, сега, значи, Гордана Јанкуловска знаела дека луѓето се невини, меѓутоа ништо не направила, не го исполнила својата уставна должност и 10 луѓе биле речиси 10 години во затвор за ништо. Судот досуди она да не иде на процесот, бидејќи има ризична бременост. Како што знаете, имаме конзекутивно право, како што рековте, англосаксонски модел, тој го прифативме. Всушност, цела Европска унија функционира по тој принцип и значи тоа не се спроведува, бидејќи исто така ќерката на Велија Рамковски имаше ризична бременост, меѓутоа не за неа ослободи судот и нејзиното бебе умре. Значи, како сега ова јавниот обвинител според конзекутивното право би требал да ја врати низа во затвор и покрај тоа што има ризична вредност? Објаснете ми тука правната дилема. Ама не, чекајте се, ова нема врска со темава? Шо врска? Шо врска има тоа со авторски право? Вистинитост, така? Не, тоа е, не знам, на конференција, ама извинете, мислам, ве молам, ова ми е прашањето. Второто прашање ми се однесува на вас, на модераторот. Значи, вие ја ви го провери, станот се вика Вистиномер. Значи, ме интересира, еве, јас се извинувам, меѓутоа, за да биде релевантна дебатава, ова се однесува на целата дебата, треба малце и вашиот релевантност да земеме во обзир. Да речеме, Судот на човекови права во Страсбург, сите решенија се достапни. Лустрацијата беше спроведена во цела Источна Европа, според моје мислење кај нас беше намерно, како да речем, направена како една гротеска, затоа што судиите беа, голем дел од нив беа од ВМРО. Значи, и, например, се знае дека беше објавено дека некои добиле, ги прогласил за недолжни лустрираните и дека добиле одштета од 30.000 евра некој од нив. Меѓутоа, до сега ниеден не е ослободен и не е прогласен дека не е бил, значи, соработник на тајните служби. Тоа до сега слободителна присуда нема, додека пак на двајци имаат одштета затоа што самото судење од 5.000 евра, затоа што самото судење било многу нехумано, биле замешани нивните роднини, луѓето околу нив, непрофесионално и како база на тоа имаат одштета. Меѓутоа, до сега дури
И значи господинот Милчен кој што е оваа фондација, значи неговиот случај воопшто не е отворен, а на неколку вакви конференции од оваа фондација беше кажано дека он чекал решение. Меѓутоа него му е поднесен случајот во 2015 година, а до сега ниеднаш не е отворен. Извинете, вие викате дека вашиот сајт се вика Вистиномер, нели? Ја не видов дека кај вас имало некаква негација на овие факти. Очигледно овие факти што беа масовно изнесени во медиумите се неточни. Па еве кажете ми како вие мислите да се регулира тоа, дали значи треба тука да има цензура и на тоа што ќе се објавува, што е вистина, што не е вистина и што е вистина не било, исто така да може да се цензурира. Значи, дали е потребна некоја нова правна регулатива, бидејќи чисто на базичната работна етика се гледа дека не функционира, ни во вашиот сајт не функционира. Благодарам. Фала. Сакате да прокоментирате нешто за случајов или? Кратко, само да ви дадам некои напатствија. Значи, она што го прашавте, во принцип, мислам дека сватив каде иде поинтата, англосаксонското право се темели врз основа на примената, како што се применува во тие земји. Нашето не е такво. Нашето е континентално право, кое што се темели на пишаните закони, процедури, а не на судската пракса. Судската пракса никогаш не е извор на правото на кој што може да се темели одредена пресуда во однос на првото ваше прашање, и секој случај кај нас индивидуално се оценува врз основа на законската регулатива. Во однос на тоа што е вистина и што не е вистина, Добро, значи вака, според Уставот на Република Македонија, член 16, цензурата е забранета. Вистиномер не е информативен вебсайт, значи не е новинарски вебсайт кој објавува вести и информации. Значи станува збор за вебсайт кој што е вебсайт за отчетност, она што се вика на англиски public accountability. Ние во Вистиномер проверуваме момент. Па еве сега ќе ви кажам, ако ми даете можност ќе ви кажам што работиме. Значи ние на Вистиномер проверуваме вистинитост на изјави на политичари и јавни личности. Значи, кога ќе забележиме дека некоја изјава на некој политичар е невистинита, ја проверуваме да утврдиме дали е вистинита. Исто така, кога ќе утврдиме некоја изјава дека не е јасно дали е или не е вистинита, значи кога ќе видиме дека има нејасноти во јавноста околу изјава на некој политичар, вршиме новинарска проверка за да ја утврдиме вистинитоста. Тоа е една работа. Втора работа што ја правиме, ги оценуваме ветувањата на политичките партии. Значи, партиите кога даваат ветувања пред избори или на било кој начин, кога ќе ветат нешто, проверуваме дали тоа што го ветиле го исполниле или не. Значи, нашата улога е многу специфична. Ние немаме мандат да пишуваме се што ќе ни текне. Јас ви благодарам на сите. Ова е наведено на сајтот, ја има методологијата и во методологијата ги има се што работиме. Значи, видете горе во десниот ќош, има за проектот, кликнете, има методологија. И во методологијата е наведено се што работи Вистиномер. Ама немаме мандат, како не разбирате, значи друго ни е... Ама немаме ни ресурси, за тоа вие што го кажувате, тоа е истражувачко новинарство, друга е нашата улога. Абе, господине, има милиони теми за кои што може да се пишува. Сега, вие сте се фатиле за таа. Ете, не сме стигнале тоа да го напишеме. Се што да ви кажам? Сега не можете да не обвините, не сме пишувале ни на зоолошка градина. Ај сега обвинете не за суровост кон животните. Добро, јас ви благодарам. Повелете долу на освежување и закуска. Благодарам уште еднаш за вашето присуство.